Почитувани, според последните податоци од Државниот завод за статистика, во Македонија во првите 9 месеци од годинава влегле само 44 милиони евра странски инвестиции, што е најлош резултат во последните 10 години и е подобар само од повоената 2002 година. Ова инвестициско фиаско се случува во годината во која премиерот Груевски и неговите министри беа на десетици роуд шоуа за привлекување инвеститори, учествуваа на десетици инвестициски форуми на кои потрошија неколку милиони евра. Постојано ја убедуваа јавноста дека Македонија е рај за инвеститорите и дека тие само што не дошле да ги вложат своите милиони во нашата земја. Но реалноста покажува дека ова биле само манипулации на премиерот и неговиот економски тим, кој на терен претрпе уште еден пораз. Мизерната бројка за странски инвестиции годинава ги фрла во вода сите приказни на власта дека Македонија е атрактивна дестинација за странските инвеститори. Незините козметички мерки можеби се доволни за да се замајува домашната јавност, но резултатите се поразителни. Се поставува прашањето: дали владата оваа година потрошила повеќе пари за да ги убеди странските инвеститори да дојдат во Македонија, отколку што реално привлекла странски инвестиции? Власта по кој знае кој пат замижува пред вистинските предизвици на Република Македонија и одбива да се соочи со вистината на терен. Министерот Ставревски доби нова улога, сите поразителни факти, преку манипулација и извртување на фактите, да ги представува како огромен успех на владата. Вчера тој јалово се обидуваше и најлошата инвестициска година со пад на странските инвестиции на само 44 милиони евра, преку извртување на фактите, да ги представи како огромен успех на владата. Вистината е следнава: за да се заинтересираат странските инвеститори да дојдат и да вложат во земјава, не се доволни владините рекламни кампањи и прошетките на министрите по светот. Инвеститорите бараат правна сигурност, солидна инфраструктура, ефикасна јавна администрација и независно судство. Ниту еден од овие услови Македонија денеска не може да ги исполни, а тоа е резултат на 6-годишното владење на Никола Груевски. Наместо да продолжува со својата погубна политика на трошење на државни пари за непродуктивни трошоци, рекламни кампањи и непотребен луксус, ја повикуваме владата конечно да направи вистински чекори и да почне да вложува во изградба на инфраструктурни проекти и капитални инвестиции. Само на овој начин Македонија може да се излече од рецесијата и да привлече свеж странски капитал. Сега, јас секоја сакам да зборувам за економија, но ќе ви одговарам. Сметам дека и СДСМ останува на ставот дека независните листи на некои досегашни припадници на опозицијата кои се најавуваат и кои се прават во пресрет на локалните избори, единствено одат во прилог на она сценарио на ВМРО ДПМН за раситнување на гласовите на опозицијата. Впечатливо е што кандидатурата на Бузлевски доаѓа само на 2 недели од поднесувањето на кривична пријава од страна на СДСМ против непознат сторител до јавното обвинителство во врска со подкупот на функционери во аферата Телеком, кое патем се уште не излегло во јавноста со одговор по ова прашање.